Последниот потребен за да профункционира SafeCity системот денеска се очекува да помине во собранието. Тоа е една од точките над која што на трите собраниски седници кои што се закажани денеска во законодавниот дом. Закажани се и неколку комисии, затоа веднаш одиме во собранието. Катерина Нешкова треба да е таму. Кате беше најавено дека веќе е постигнат политички договор и дека практично известно е дека ќе помине законот за прекршоци. Да, така е, Александар. Законот за прекршоци, односно измените од законот за прекршоци се последни кои што треба да поминат од овој дел од SafeCity со цел да се заокружи целиот систем и да почне да функционира од 1 февруари согласно договореното од лидерската средба пред 10 дена. Всушност беше постигнат консензус за гласање на овој закон за кој што е потребно двотретинско мнозинство, односно 80 пратеници. За него се изјасни до сега пратеничките групи од власта, ВМРО, ДПМН, ЗНАМ и Вреди. Меѓутоа поддршка дадоа и опозицијски партии, меѓу кои Левица, а согласно даде и ДУИ, барем на лидерската средба и барем она што го слушаме како официјални изјави досега од нивните координатори на пратеничката група, иако имаат забелешки во однос на законот. За сега изолирани остануваат само пратениците од пратеничката група на СДСМ и тоа според нашите последни информации можни се некои од пратениците од оваа пратеничка група од коалицијските партии сепак да гласаат за ваквите измени. Како што кажав, се работи за измени клучни за SafeCity, односно со овие измени на законот за прекршоци всушност се воведува оној дигитален записник во кој што е евидентирана казната за прекршокот или па кривичното дело кое што е сторено во сообраќајот, односно се легализира дека SMS-от и записникот кој што стигаат на имейл адресата на собственикот на возилото всушност ќе бидат официјален документ и од тој момент почнуваат да течат оние 8 дена за плаќање на казната. Со законот за прекршоци се регулира уште и извршно наплатување доколку во одредениот рок не се плати соодветната казна, а исто така се прават и други измени во однос на казнената политика. И сега оваа седница е закажана за 13 часот. Се очекува да бидат присутни сите пратеници. Впрочем, денеска се одржува оваа седница бидејќи се пребројува сепак гласовите за сопратеници кои што се тука или пак се на службено патување надвор од земјата. Очекуваме во 13 часот тој да биде донесен по една брза постапка. Односно само со гласање без некои големи дискусии, имајќи предвид дека ги слушнавме досегашните забелешки. Тие од ДУИ се однесува на употребата на јазикот во SMS пораките и на казнената политика, сметаат дека се превисоки. Од друга страна го имаме ставот на СДСМ кој што нема да го поддржат, како што кажав, овој закон, барем така најави лидерот Филипче. Тие имаат забелешки за начинот на кој што ќе бидат чувани податоците од користени од SafeCity. Во меѓувреме, како што спомена и ти, се случуваат и собраниски комисии, а се закажани и други седници. Предпладнево заврши амандманската расправа на измените на кривичниот законник, со кој што всушност се прави корекција на оние измени од 2023 година за злоупотреба на службената положба и овластување, што ги укина Уставниот суд, бидејќи предвидува преблага казнена политика, не беа опфатени сите елементи на кривичното дело и со тоа застаруваа многу судски предмети кои што се однесуваат на корупција направена токму од функционери. Со овие измени власта вели дека се прави корекција на казнената политика, но сепак имаше амандмани од страна на опозицијата, од СДСМ, потоа од Моника Зајкова од ЛДП и од Левица. Тие сметаат дека оваквите казни се уште не се доволни, иако мора да споменам дека измените од 2023
кои што всушност беа и најспорни, беа донесени токму во времето на владењето на СДСМ и ДУИ. Беа поднесени 13 амандмани, од кои 12 се опозициски. Од овие 12 помина само еден технички амандман на СДСМ за усогласување на нормите и еден амандман на ВМРО ДПМН кој пак не се однесува на злоупотреба на службената положба и овластување, односно членот 353, туку се однесува повторно на Safe City, каде што се предвидува како кривично дело да биде немањето на возачка дозвола, односно возењето без возачка дозвола, со тоа што доколку лицето биде затекнато без положен возачки испит или пак во други ситуации не ја поседува возачката дозвола, тоа ќе се смета за кривично дело, а се изема доколку шоферот вози со истечена возачка дозвола, тоа ќе се смета како прекршок и тој е регулиран прекршок кој што постои веќе во Законот за безбедност на сообраќајот. Како што споменав, опозицијата имаше забелешки, предлагам да слушнеме дел од оваа амандманска дебата. Конфискацијата од овој став се однесува и на имотот кој сторителот го пренел на трети лица, доколку третото лице не може да докаже дека имотот го стекнало со плаќање на противвредност што одговара на пазарната вредност од сопствени легални извори. Во ставот 2 зборот закон се заменува со зборовите закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземани предмети во кривична и прекршачна постапка. Со овој амандман само се прецизираат условите за примена на проширената конфискација на имотот со цел да се заакне правната сигурност и да се спречи арбитрарна примена во праксата. Амандманот не се прифаќа поради тоа што со предлогот законот се проширува основата за конфискација за разлика од претходните измени на кривичниот законник. И ова беше тема исто така на дискусија и на јавната расправа. Практично со овој член се усогласува директно со директивите на Европската унија и со предлог законот како што е поднесен во согласно со овој член се врши хармонизација и поради тоа што со законодавството на Европската унија затоа не е прифатливо неговото изменување. Така, ги слушавме ставовите на опозицијата и на власта по однос на поднесените амандмани. Останувам овдека во собранието, како што најави ти Александар, следуваат собраниски седници, недовршени собраниски седници на кои што се очекува да помине законот за прекршоци, клучен за функционирањето на Safe City од 1 февруари. Тука се измените на кривичниот законник на посебна седница, како и останати точки кои што биле заостанати во текот на изминативе месеци. Да, веројатно ќе биде и добра слика за моменталниот распоред на силите во собранието, ќе добие и една политичка нота, веројатно ќе видиме кој на која страна е, како ќе се постави опозицијата, сите пратеници кои што се дел од неа. Кате, ти благодарам, остануваш таму, деталите ќе ги имаме во вестите во 16, беше тоа Катерина Нешкова која што известуваше од законодавниот дом. Македонија ги зајакнува преносните линии за електрична енергија и природен газ. Гради гасен интерконектор со Грција и почнува со изградба на гасен интерконектор за поврзување со Србија, информираше премиерот Христијан Мицкоски за вчерашниот панел во рамките на Светскиот економски форум во Даос. Мицкоски, како што објави на својот Facebook профил, зборувал и за изградбата на трите големи брани стратешки проекти вредни 2 милиарди евра, кои според него, освен што ќе овозможат производство на електрична енергија, ќе создадат и 3 значајни резервоари со чиста вода за пиење. На вчерашниот пладневен панел посветен на економијата и инвестициите во Давос зборував за стратешките чекори што ги превземаме како држава во однос на вештачката интелигенција, енергетиката и долгорочниот развој на државата, порача премиерот Мицкоски на социјалните мрежи. А министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски денеска на покана на неговиот турски колега Хакан Фидан учествува на вториот министерски состанок на Балканската платформа за мир што се одржува во Истанбул. На состанокот на кој учествуваат шефовите на дипломатиите од земјите на Западен Балкан, Муцунски, како што информира од неговото министерство, ќе има обраќање во кое се очекува да ги адресира клучните прашања поврзани со регионалната соработка и заложбите за побрза интеграција во Европската унија со акцент на економскиот
демографскиот развој, транспортната поврзаност, енергетиката, дигитализацијата, како и образованието на младите. На маргините на состанокот Муцунски веќе оствари и одвоена билатерална средба со министерот Фидан. Фокусот на разговорите беше ставен на билатералните односи, економската соработка, инвестициските можности и продлабочувањето на соработката во областите од заемен интерес. Во тој контекст беа потврдени одличните политички односи меѓу двете држави и исклучително успешната соработка во повеќе области. Се вели во соопштението на МНР и се додава дека двајцата министри го потврдили и силното сојузништво во рамките на НАТО, како и меѓусебната поддршка во регионалните иницијативи и мултилатерални организации. Во Основниот кривичен суд денеска продолжува судењето за онкологија 2, во кое се обвинети поранишниот медицински директор Нино Васев и економскиот директор Нехат Нухи за незаконски набавки на лекови, фиктивни тендери и присвојување терапија во периодот меѓу 2018 и 2022 година. Рочиштето продолжува со вкрстено испитување на сведок, предложено од обвинителството. Станува збор за поранешен финансиски раководител во Фондот за здравство, откако предходната расправа беше прекината. Според обвинението, со дејствијата бил оштетен буџетот за речиси 36 милиони евра, додека обвинетите ја негираат вината и тврдат дека процесот е политички монтиран. Паралелно во теке и предметот онкологија 1 за несовесно лекување пациенти. Го следиме ова рочиште кое почна пред нешто помалку од 1 час. Детали имаме во следните информативни изданија. Од утринава протестираат вработените во пошта. Незадоволни се што се уште нема добиено плата за декември. Тие се пожалија дека во последните неколку месеци постојано им доцни платата, но никогаш не доцнела како сега. Протестот не е само во Скопје, туку низ сите градови во Македонија. Директорот на пошта Орхан Куртиши во изјава за Сител пред Пладнево информираше дека вработените во пошта ќе добијат плата до крајот на денешниот ден. Трети или четврт месец каде ни касни платата, но овој месец го проби дното, бидејќи денеска сме веќе 23 кои сме, не знам. Вработените се крајно револтирани затоа што и покрај тоа што во оваа компанија 60% од вработените работат со минималец и тој минималец не може да го земеме. Така да овој протест ќе трае се додека не се исполнат условите за добивање на плата. Колку вработени чекаат плата во моментот? Моментално чекаат 1700 вработени плата, имаме негде околу 300 договорни поштари, што се без решен статус за работа веќе повеќе години. Како што гледате, луѓето повеќе од 45 дена се без апсолутно никакви приходи. 2000 семејства во месец јануари се оставени без приходи, ги пречекаа сите празници без приходи и веројатно ќе го завршат и овој месец без приходи. Луѓето се одлучени, во сите пошти во државата протестираат, нема да отстапат од нивните барања. Ако некој смета дека не е способен да води пошта, нека се замени, нека дојде некој поспособен, меѓутоа во никој случај не сме да ги остави луѓето без плата. Да, досниме со плати. Ова е петиот ден што досниме. Благодарение на ангажманот на владата и управниот одбор, платите за месец декември се обезбедени веќе. И преку репрезентативните синдикати и вработените во пошта на Северна Македонија се информирани за актуелната состојба. Точно е дека оваа состојба се повторува неколку пати во текот на годината. И јас лично покрај тоа што ја споделувам болката на работниците, активно работам на подобрувањето на условите за нив. Знаат и за дека почнавме со реформите и од следниот месец очекуваме да дават резултати, а во иднина очекуваме и трендот на позитивни резултати дека ќе биде исклучиво во пораст. Првата обоистка на македонската опера и балет Татјана Петрушевска обвинува дека е незаконски суспендирана од работното место поради конфликт со диригентот гостин Едуард Амбарцумјан. Петрушевска, која 30 години е дел од операта, вели дека диригентот на проба ја обвинил дека не свири по темпо, иако според неа не било така, потоа следувале закани дека може да биде многу лошо и наредил да ја напушти пробата. Покавгата добила забрана за влез во матичната куќа, додека трае дисциплинарна
дисциплинската постапка, а казнета е и со 50% од плата. Од установата реагираат дека ова се дезинформации и отворени клевети што Петрушевска ги шири кон институцијата и нејзиното раководство. Директорот Оливер Арсовски закажи пресконференција која треба да почне за околу половина час. Во продолжение имаме изјавата на обоиската Петрушевска. Како уметник, 30 години безпрекорно извршувам работната задача, но последнава година дена колегите и јас сме изложени на тортура, а се тоа кулминираше со забрана за мој влез во Македонската опера и балет и казна од 50% на плата за наредните 6 месеци, кој исто така се повреда на постапката и директорот сам не може да одлучи за такво нешто. Овие негови одлуки се надвор од сите ингеренции на директорот и уште еднаш го докажа неговиот насилнички однос и потребата од докажување надмоќ. Сакам да нагласам дека со мене од првиот момент кога кулминираше притисокот, станаа да ме заштитат првите инструменталисти во оркестарот и побараа да се смири тензијата, но диригентот Амбарцумјан инструиран од директорот продолжи со заканите. Ден потоа кажал на состанок дека додека е жив нема да престане да ме гони мене. Мене, жена и обоист и докажан уметник. Штипската болница кадровски се екипира по долги години проблеми со недостатокот на доктори и медицински персонал. Надлежните велат дека во моментов имаат доволен број на лекари, иако се уште имаат потреба од медицински сестри и технички персонал. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Кочанската општа болница се соочува со долгогодишен недостиг на специјалисти, но во последно време се забележува значително кадровско заекнување. Итната медицинска помош е со доволен број тимови и сега може непречено да одговора на повиците за интервенција, обезбедувајќи на времена грижа за пациентите. Во однос на општи лекари на итната помош, таму сме покриени, значи добивме нови вработувања и таму значи имаме услови да пратиме лекари на специјализација и да имаме доволен број на тимови во брзата помош. Меѓутоа во однос на специјалистите, значи очекуваме нели сега да добиеме 3 нови специјалисти во службата за гинекологија кои што завршиле со специјализација, тројца нови специјалисти во службата за интерна медицина. Ситуацијата стана уште поалармантна по пожарот во дискотеката Пулс, кога голем број млади лица беа повредени. Во вакви случаи, потребата од специјалисти по физикална медицина станува критична. За сега болницата се потпира на ангажирање физијатри од други здравствени установи. Недостатокот е секаде, не само кај нас. Заради ситуацијата која што ни се јави, значи веројатно ќе имаме потреба од уште еден специјалист по физикална медицина, кога нешто подолго време не било реновирано, обично оди тешко и на кој оддел приоритет да се даде, меѓутоа овие оддели каде што веќе биле повредените, значи полека ги добиваат некакво ново руво. Болницата има потреба и од дополнителен технички персонал, како и медицински сестри и болничари. Последниот оглас за вработување распишан минатата година за позицијата медицинска сестра остана празен, бидејќи немало ниту еден пријавен кандидат. За Сител, Трајан Ристовски. Македонија треба да го користи културното наследство за да привлекува поголем број на туристи. Експертите сметаат дека добар чекор напред ќе биде дигитализација на сите културни богатства како начин да се презентираат пред светот. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска е на оваа тема. Преку промоција на културата, историјата, идентитетот, секоја земја треба да привлекува посетители, според професорот Рубин Земон. Дигитализацијата може да биде од голема помош која ќе овозможи да се искористат сите искуства што ги има широм светот во врска со заштитата на културното наследство. Но Охрид како град под закрилата на УНЕСКО се уште го нема заслуженото место. Жал Охрид ние гледаме во последните 20-30 години на некој начин се маргинализира од тоа место што го служува град на УНЕСКО. По зачина на УНЕСКО ние имаме проблеми со екзистенцијата на градот, со загрозување на културното наследство, со идентитетот, со промоцијата, нели, со да бидеме, пошто ние знаеме тука бил првиот универзитет во Европа, нели, на Свети Климент, нели, не со тој факт ние да го искористиме
користиме и да го правиме тоа да биде наш понос, ние тоа го ставивме во некои си рамки што е навистина во тајност. За жал се уште има превирање и се уште не се ценат доволно идентитетите и јазиците едни на други. Според добрите познавачи, потребен е поширок регионален пристап. И да работим заедно за това да се чуват думите. Потребно е да се разбираме, да работиме заедно, да се чуваат обичаите на народите од двете страни на границата. Не е толку важна политиката, колку луѓето. Инаку, според експертите, главниот проблем е како на младите им се презентира ова историско искуство, на кој начин социјалните мрежи, на кој начин овие големи јазични модели, вештачката интелигенција влијаат. Нина Ритоновска, Сител телевизија.